Исто, у светот сме многу познати по тепање деца. Луѓе, ние со тепање ги воспитуваме децата. Каде бе сега у Европска унија кој ќе влеземе без со тепање деца? Не може така. Имам кум во Белгија. Му викам, куме, абе шо правите? Викам, вие ги тепате децата ако се немирни? Не, мој куме, некој да те слушне. Какво тепање бе, вика, овде дудриш дете до животна робија, не ти гине бе. Па добро бе, куме, шо им правите кога здисуваат? Па куме, ви сега, ние други работи им правиме. Ненормални тоа белгијанците, кои се немирни децава ги заврзуваат у подрум и не ги пуштаат од подрум едно 15 години и после у Црна хроника само ќе прочитате што друго им правеле умеѓу време додека биле затворени. Али затоа, ние сакаме да си ги тепаме децата, бе, одма тоа нервозата да ни излезе. Тоа е балканското наше, боемското, бе. Нема кај нас трте мрте. Имаме и методи развиено како да го тепаш детето у јавност, а никој да не примети. Да, имаме методи. Например, у јавност, например, ја користиме онаа најселска финта. Ако дете во нешто здиси у јавност, само му доаѓаш онака насмеен и му викаш срце, душо, джигер магарешки, штрак, и одма вака фризура си местиш. Али, ако е малиов стварно неваспитан, и ако на тоа на глас почне да се дере, што ме удираш бе ти тука сега? Тогаш одма одиш у втора фаза. Онака дискретно го подгазуеш на нога, за да не може да бега, го фаќаш овдека за косата на дувото и така го потегнуеш да ти остане коса у рака. Ако и после тоа продужи да урла, идеш у трета, финална фаза на обрачунот, му збрцуеш прсти у ребра, го креваш вака горе му викаш заќу ти, ке ти ебам пичката мајчина говедо едно. Ако и после ова не престане да урла, тогаш, значи, детето ви е страшно талентирано. И од него гарант еден ден ќе стане политичар или министер. Оти само они не се разбираат од збор. Исто, друга малограѓанска работа, бе. Абе, многу лажеме, бе. Ај, добро, овие политичари, бе, шо лажат, за тоа зимаат плата. Ама ние, обичниот свет, како лажеме? Баце, иди бе, ти иди, абе, ќе дојдеме, а ти само иди. Абе, Булјо, абе, нели рече дека ќе ми се јавиш, бе? Булјо, абе, само што помислив на тебе, абе, го земав мобилниот рука, само што сакав да ти свртам, ама ти беше побрз. Слушни ме, смири се, слободно да идеш у банка, парите ти се пуштени, те чекаат на сметка. Абе, сега бев у банка, нема ништо на сметка. Немаш пари на сметка, па да ти ебам банката, педерска да ти ебам. Ебе, комша, абе, нели рече за керка ми близок си со овој министерот, ке му се јавиш да му кажеш да ја вработи у Елен вамо тамо. Комша, ке му се јавам, мислам, знаеш дека сме близки, ке му се јавам, ама ништо не бил арен денојве, наредната недела ќе биде. Брат, како се ебе онаа мала, нај се растура. Си ебел? Не, брат, ама ми раскажува едни другари шо ебеле. Луѓе, ние сме страшни малограѓани, а цело време глумиме финоќа. Тоа е најголемиот проблем. Еве да ве прашам нешто индискретно. Мислам, нема врска со секс, пошто доволно правевме муабет за секс. Абе, мастурбирате често? Не, стварно, дали мастурбирате? Има некој што мастурбира? Че да видам вака, по очи се позна. На тие што мастурбираат вакви им се очи. Че да видам? Не. Па добро бе, шо правите дома, читате поезија? Не бе, знаете зашо ве прашувам? Викаат дека дркањево го зајакнувало имунитетот. Па ја вака, ако продужам да отресам, ке станам отпорен на метак. Само дркањево, пазете, има една голема мана. Од многу дркање се оптеретуваат ушите. Оти ко дркаш цело време пазиш да не влезе некој. Мене, например, многу ми се погоди дркањето и затоа многу касно се женев на 35. Овие сега муживе, па и после 40 не им паѓа на памет да се женат, бе. Си викам, па шо бе, глупо е да се жениш после 40 за малце.
Али тешки малограѓани сме, кај нас. И за мажи и за жени важи тоа. До 30 сам се жениш, после 30 цело село те жени. Така ја кога бе ферген, ќе отидам на некоја свадба, влезам у тоа салата за дочек, одма ќе ме нападнат 100 родни пријатели. Ајде, ти си следниот дал Господ! Ајде, ти си следниот дал Господ! Ми се одмили идење по свадби. Ми се одмили жени да гледам и да бркам. На секоја свадба исто. Ајде, ти си следниот дал Господ! Викам, како да се отарасам од душегрижници, и на крај ми текна. Почнав истото да им го зборам, али кој ќе ги сретнев на погреб. Ајде, ти си следниот дал Господ! После тој на свадби ме избегнува. Али најуникатни сме на плажа у Грција. Муживе сите облечени у купачи спидо од 1993 избелени од 100.000 перења или у шорцеви од пазарче за 100 денари. На сите им кажуваат ги купиле у Nike, само знакчево им паднало од солената вода. Со тие шорцевите, секој пат кој ќе се наведнат вака, смајли ти праќаат со гзот. Овие жени, бе, ниедна на пешкир не лежи. Боже, пази, сите лежат на дупла лежалка до нив. Нес без вода. Кој ќе се сврти келнерот на друга страна, само го допунуе несот со вода. Купачите од децава обавезно ги сушат горе на чадори. Ги знаат сите пасворди од Wi-Fi на 200 метри радиус наоколу. Кога седнуваат да јадат, се сликаат со све. Со све и одма ставаат слики на Инстаграм и на Фейсбук. Прават селфи со све. Од салфетките до кучето на газдата на таверната. Се сликаат и со јадењава на другиве маси. И се дерат на плажа. И зјапаат на плажа. И тепаат деца на плажа. И лажат на плажа. И селјаци се на плажа. И не само на плажа. Еве. Кај матка во